je nas. Сега ќе наближи токму датумот за овој преубав наш празник Прочка, да си простиме едни на други. Љубански карневал по повод празникот. Многу специфичен, многу интересен, локален, она што локално нели во љубанскиот карневал е празникот Прочка, го одбележуваат на многу специфичен начин, но Ивана, нашата колечка, е подготвена на Линковски да ја вклучиме и да разговараме на оваа тема. Ивана, добро утро и повели. Добро утро, Слободанка, до тебе и до сите гледачи на Добро утро секое утро. Ова петочно утро ве поздравуваме од сончевото Љубанци во близина на главниот град, на неколку километри само од центарот на Скопје. Ова село со долги години традиција го одбележува Прочка со љубанскиот карневал, кој што се одржува секоја година на Прочка, тоа оваа година е внедела на 17 март. Од кога се потекнува овој карневал? Кој се може да земе учество, какви се маски ќе може да се видат внедела овде на љубанскиот карневал. Ова утро ќе разговарам со Бојан Раевски, кој што е председател на Сдруженијето за заштита на културното наследство Љубански карневал Прочка. Бојан, ќе ти посакам добро и убаво утро. Овде имаме дел од учесниците кои што ќе земат учество и долги години земаат учество на љубанскиот карневал. Како се подготвуваат љубанчани за карневалот внедела? Добро утро и од мене. Подготовките се веќе во завршна фаза, се очекува да дојде недела и да конечно започне љубанскиот карневал. Подготовките траат во текот на целата година, каде што освен традиционалните маски на љубанскиот карневал, љубанската свадба, кожите и комитите, се спремат учесниците да се прикажат и во маски кои што го сликуваат секојдневниот, јавниот и политичкиот живот, каде што преку хумор и сатира се представуваат ликовите, како што кажав, од секојдневниот живот. Почетоците на љубанскиот карневал точна година не може да се определи, бидејќи од тоа што е пренесувано од колено на колено датира уште од паганскиот период, каде што најпрво имало за цел карневалот, според народните верувања, дека со организацијата на карневалот се истерувале лошите духови од самото село, и со тек на годините, како што доаѓа в современото време, се стреми кон тоа да од година на година се помодернизира се повеќе и повеќе, да се направи на едно повисоко ниво. Што за вас еве како жители на ова село представува карневалот? Па најпрво представува зачувување на традицијата, отсклик на тоа како било порано, како е сега, и зачувување на самата традиција и една порака до идните генерации дека тоа што останало треба да се зачува и да се пренесува уште долги години понатаму. Така, оваа година карневалот, односно секоја година започнува нели во 10 часот. Како се одвива понатаму карневалот? Маскираните лица, маскираните учесници на карневалот шетаат низ селото, може да се видат на различни места низ селото. Значи, со започнувањето на карневалот во 10 часот се започнува со дефилето, кое што започнува од едниот крај на селото, се поминува дефилето низ целиот крај на селото, а крајната манифестација е во школскиот двор на основното училиште Гоце Делчев, каде што по представувањето на маските има забавно-културна манифестација на културно-уметничко друштво и изведувачи музички, каде што по завршувањето на забавниот дел се завршува со дружба на самите маскирани. Кој, Бојан, може да земе се учество во карневалот? Дали претходно луѓето се пријавуваат кој се ќе биде маскиран? Можат ли луѓето и од останатите делови од Скопје и од Македонија да дојдат и да се представат со своја маска? Секако дека да, освен мештаните на самото населено место Љубанци, упатуваме апел и до сите заинтересирани кои што со ова гостување ќе се охрабрат за да земат учество. Тоа може да го направат до самиот почеток на карневалот во недела, да дојдат, да ни се приклучат и да биде што е можно помасовно. Освен мештаните, годинава повторно го овозможуваме учеството и на останатите учесници од сите школи на територија, основни училишта на територија на Бутел, каде што сите ќе бидат представени со нивни маски, групни маски.
Така, убав карневал, навистина, кој што вреди да се посети во недела, уште времето да се погоди, нели? Тука имаме и дел од учесниците кои што ќе земат учество оваа година на карневалот. Ја имаме невестата. Оно што е интересно за љубанскиот карневал е што повеќе се маскираат мажи, односно луѓе од машкиот пол, па зошто е тоа така? Од мое знаење, добро утро, добре дојдовте во нашето село, убав ден и она што јас го знам од времето, додека ние сме се маскирале, маскирањето било само мажи. Тоа е верувањето дека демоните, лошите работи да ги стераме од местото каде што живееме и така што мажи се маскирале. Сега последен период можеби некоја девојче ќе се облече во народна носија од мерак, во носија од друг регион, друг крај, меѓутоа грото сме мажи во маскирањето. Колку години вие учествувате на љубанскиот карнавал? Јас не можам да ви потврдам колку години, не знам за себе, затоа што долг е периодот на маскирање, улогата моја е секоја година невеста. Добро е што фигурата ме држи као таков и можам да видам као таков. Еве сега и моето четврто малечко почнувам да го наведувам во овие води. Дали вие секоја година сте онаа невестата која што се венча во црквата? Реков пред малку и Бојан ни кажа во неговото интервју, движењето ни е така, одиме во црква Свети Никола, во малото наше Пештер, има некоја венчавка таму, младоженец, кум, девер, старајко, деверче, така, тоа е во склад на љубанската свадба, усклоп на нашето здружение и да ви кажам, јас ова што сум ваков, као што сум го правам од цела емотивна љубов. Ви благодарам на сите за одвоеното време и секако ќе ги поканиме нели сите луѓе кои што се слободни во недела на овој голем празник Прочка да дојдете во 10 часот во Скопското село Љубанци. Доколку не се маскирате, можете нели само да дојдете и да уживате во љубанскиот карневал и секако да си поминете убаво време и да се забавувате со сите традиционални маски кои што ќе ги направат љубанчани в недела на љубанскиот карневал. Ивана, благодарам и голем поздрав до, да кажам, жителите токму на овој крај љубанскиот карневал. Убаво нешто е да се сочува навистина ова културно наследство, како што кажа твојот гостин, мислам дека забележав четврто дете. Нека му се живи, здрави, среќни, весели сите и поздрав до гостите кои што беа наши токму за да го најавиме ова убаво нешто и да се